Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитуван градоначалник Максим Димитриевски, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани медиуми, ја отварам 46-та седница на Советот на Општина Куманово и за нејзина работа го предлагам дневниот ред, кој сите го добиваме по електронска пошта, а кој всушност е само една точка од дневен ред, предлог одлука за доставување на барања за согласност од владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основните и средните општински училишта во општина Куманово во учебната 2020-2021 година. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Нема. Ја заклучувам расправата и дневниот ред го ставам на изјаснување. Кој е за да работиме по вака предложениот дневен ред, ве молам со кревање на рака. Благодарам. Дневниот ред го усвоивме со 30 гласа за и ниту еден против и воздржан. Отварам расправа по првата единствена точка, предлог одлука за доставување на барање за согласност од владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основните и средните општински училишта во општина Куманово. Во материјалите кои сите ги добивме, имавте можност да видите кои од нашите училишта изразиле спремност да се одвива настава со физичко присуство, некои со комбинирано, а некои со онлайн настава. За збор се јави советникот Драган Петковски. Повелете. Се извинувам, има процедурално забелешка колегата Саша Николич. Поштовани градоначалниче, уважена председнице, колега саветници, медиуми и граѓани општина Куманово. Мислим да пре било какве дискусии овој изузетно важни теми, добро би било да упознамо наше суграѓане кои су тоа основни и средни школе у нашој општини изразиле желју и спремност да се настава у тим школама одвија со физичким присуством ученика. Фала. Благодарам. Имавме сите можност во материјалите, меѓутоа ете не е на одмет и да прочитаме. Општинското основно училиште Вук Караџич се изјаснило за можност на настава со физичко присуство. Општинско основно училиште Бајрам Шабани, Општинско основно училиште Толи Зордомис, подрачно училиште во село Режановце, Општинско основно училиште 11 октомври, подрачно училиште Речица и подрачно училиште Долно Којнаре, Општинско основно училиште Магдалена Антова, Училиште за основно музичко образование Панче Пешев, Општинско основно училиште Кирил и Методи од село Романовце и подрачно училиште Агиново село, Општинско основно училиште Јероним Дарада од село Черкези, Општинско основно училиште Битловски конгрес село Лопате, Општинско основно училиште Браќа Рибар од Табановце, подрачно училиште од село Сопот, од подрачно училиште од село Горно Којнаре, подрачно училиште село Костурник, подрачно училиште село Четирце, Општинско основно училиште Вера Которка во село Клечовце, Општинско основно училиште Карпош од село Уминдол, подрачно училиште во село Љубодрак, Општинско основно училиште Христијан Карпош се изјаснило за онлайн настава за централно училиште, освен за три паралелки во четврто одделение кои ќе посетуваат настава со физичко присуство, подрачно училиште од село Тромења и подрачно училиште во населба Иго Тричкови со физичко присуство, Општинско основно училиште онлайн настава за централно училиште, освен за ученици кои немаат интернет кои ќе посетуваат настава со физичко присуство, а подрачните училишта од ова основно училиште, како што се од Добрашане, Билјановце, Орашац, Кучкарево, Габреш и Градиште, се изјасниле, тоест бараат да има настава со физичко присуство,
Општинско основно училиште Браќа Миладиновци со физичко присуство само за посебни паралелки и за подрашните училишта од село Пчиња, од село Студена Бара. Средно стручно општинско училиште Киро Бурнас се изјаснило за физичко присуство, а во Перо Наков за прва година, а за останатите онлайн настава, освен по практична настава каде што бараат физичко присуство, Општинско средно техничко училиште Наце Буљони кое бара физичко присуство само за практична настава и Средно општинско училиште Гимназија Гоце Делчев, сите паралелки да се поделат во две групи кои ќе се менуваат на една недела со физичко присуство и онлайн настава. Ете, тоа е дело, тоа е материјалот кој, впрочем, ние сите го добивме и првобитно испратено барање до Министерството за образование и за наука. Ако сте задоволни, да продолжи со дискусијата колегата Петковски. Повелете. Почитуван градоначалнику, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Пред нас се стои да донесеме една одлука за да дадеме согласност за физичко присуство, за организирање на настава со физичко присуство, за кое што одлука јас како советник, а и колегите со кои што се консултирав за тоа, не се чувствувам компетентен. Зошто? За една ваква одлука треба прво да располагаме со соодветни информации. Каква е состојбата во училиштето? Со што располагаат училиштата? Таква информација нема. Треба да располагаме со информации што треба да содржат или што треба да со што треба да располагаат училиштата за да можат да организираат една ваква настава. Кои услови треба да ги исполнуваат? Ни тоа не знаеме. Се прашувам дали за една ваква одлука не е се посоодветни Државниот просветен инспекторат, Републичката комисија за здравство, кое што ја следи состојбата со корона, да даде кои услови треба училиштата да ги исполнуваат. Па на крајот на краиштата Министерствата за образование, Министерствата за здравство, па и целата влада. Сите како да ја префрлија одговорноста на нас советниците, кои што нити знаеме каква е состојбата, нити знаеме каква треба да биде состојбата за да донесеме една ваква одлука. Пред некој ден, пред некоја седница, колегата Петрушевски побара да добиеме информација за состојбата со коронавирус во општината Куманово. Таква информација не добив. А сега треба да одлучуваме за нешто што навистина мислам дека е многу важна работа и треба да ја одлука за вакво нешто треба да донесат луѓе кои што се многу покомпетентни од нас и да си ја земат одговорноста на своји раце, а не да ја префрлат одговорноста на нас советниците. Бидејќи било што да се случи, па да ќе кажат таа советниците изгласаа или донесоа одлука за нешто вакво. А ние нити знаеме што гласаме, нити што треба да биде за да гласаме. Така да мислам дека ова одлука е на многу несоодветно место ставена да се гласа. Благодарам. Благодарам. Ја повикувам раководителката Дивна Тодоровска да даде одговор зашто всушност ние даваме, зашто всушност ова поминува низ општинска процедура и низ разгледување на Советот на општина. Добар ден, почитувани, почитуван градоначалниче, председателки на Совет, почитувани советници. Накратко само да ви кажам дека ние денеска не донесуваме одлука. Извините. Ние денеска всушност
не донесуваме одлука, ние како совет, кои училишта ќе тргнат и ќе работат физички. Ние всушност денеска донесуваме одлука за проследување, убаво пишува, предлог одлука за доставување на барања и бараме согласност од владата на Република Северна Македонија за реализација на настава со физичко присуство, значи не на цели училишта, на дел од основните и средните општински основни училишта во учебната 2021 година. Јас апсолутно се сложувам со вас, вие сте во право, но таква една комисија, извините, е формирана при влада на Република Македонија, значи и не е составена само од Министерството за образование, јас ќе ви ги прочитам членовите, тоа е господја Елена Ивановска, која е од Министерство за образование и наука, примариус доктор Гордана Кузмановска, од Министерството за здравство, всушност таа е во Институтот за јавно здравје, потоа Ѓорѓи Тасев од комисијата од канцеларијата на председателот на владата на Република Северна Македонија. Тоа е всушност таа комисија која одлучува дали одредено училиште, бидејќи и теренски ќе излегуваат, значи ќе излегуваат на терен да проверат дали одредено училиште ги задоволува сите критериуми по дадените протоколи и мерки кои се регистрирани, значи запишени во службените весници во вид на одлуки, а тие одлуки се одлука за мерка за спречување на внесување и ширење на коронавирусот, а ние денеска работиме по две одлуки за измена и дополна на одлуката која претходно ја кажав. Што значи дека тие ја носат одговорноста за целата држава, нормално и за нашата општина, а нашата општина брои 22 училишта и 19 подрачни училишта. Сите подрачни училишта остваруваат услови за физичко присуство на учениците. Дел од основните училишта остваруваат и тие можности за физичко присуство. Инаку, градоначалникот на општина Куманово се потруди да ги обезбеди сите мерки кои се дадени да ги обезбеди сите можни услови кои се дадени како мерки забележани во службениот весник и дадени од влада на Република Македонија. Што значи? Дека се обезбедени хигиенските средства за училиштата, топломери се обезбедени се маски, сето она што е неопходно потребно, оптички кабел за интернет настава, тоа е она што го бара од нас. Најпосле, ако сакате сите детали да ги видите и ги разгледате, ги има објавено јавно во службените листови, службените весници, до сите училишта. Значи, ние се обидовме и успеавме во рамките на нашите можности да покриеме колку можеме, да покриеме се. И преку мултимедија нет, оптички кабел, сега понатаму ќе видиме. Тоа е тоа. Уште нешто ако... Благодарам. Драган Петковски, повторна реплика, повелете. Благодарам, председателка. Значи, ако добро разбрав, одлуката за вакво нешто ќе донесе комисија составена од 3 членови, ние само треба да ја проследиме. Рековте у Куманово дека има некаде 20 и колку? 2. У Македонија сигурно има 80 општина и помалку или повеќе, околу 1000 сигурно има училишта. Мислите ли дека таа комисија од 3 членови ќе може само имињата на училиштата да ги прочита за 2 дена кога треба да почне наставата?
Само да ги прочита. А вие рековте дека треба и да ги посети на лице место. Значи, коронава трае од февруар, март, кога почна? Првите. Значи, веќе повеќе од 6 месеци. Цело лето ништо не се преси. Чекавме до 1 септември да се одлучи на 1 септември дали ќе почне наставата или нема да почне наставата. Па се одлучи да се одложи наставата за 1 октомври и сега чекаме да дојде 1 октомври да решаваме како ќе се одвива наставата. Мислите ли дека за овие 2 дена до задутре, кога треба да почне наставата, дека ќе може вакво нешто да се донесе одлука? Ја чисто се сомневам во такво нешто. Кој треба да ги посети училиштата? Кој треба на лице место да ги провери тие информации за да донесе одлука? Денеска сме 28, треба владата ова одлука да ја проследиме, сигурно ќе помине 2-3 дена, а задутре треба да почне наставата. На крајот на краиштата, кој ќе ги подготви плановите за изведување настава за овие денови? Бидејќи не се исти планови ако наставата се одвива физички на лице место пред табла, нема да бидат исти ако се одвива онлайн. Нема да бидат исти ако часот трае 45 минути или часот трае 30 минути. Сигурно треба прилагодување и во програмата. А да чекаме последен ден да донесуваме ваква важна одлука, ја не знам. Некој навистина не си ја завршил својата работа. Благодарам. Благодарам. Градоначалникот Максим Димитриевски бараше збор, повелете. Благодарам, председателке, почитувани советници, почитувани присутни членови на општинската администрација. Ние сме во ковид криза, која што наметнува и посебен режим на работа. И состојбата не е ништо ново. Значи, во оваа состојба државата е од март месец, не само нашата држава, Македонија, туку и сите држави во регионот и во светот. И мислам дека не треба да се остава никаков простор за правење на политика, бидејќи суштината на овој денешен состанок, на оваа седница на Советот е да се запази процедурата во делот на бирократските процедури за стекнување на согласност за работа на основни и средни училишта во општина Куманово. Од страна на владата беа дадени насоки и беше направен протокол. Согласно тој протокол, ресорниот министер направи состанок со сите директори на основни и средни училишта на територија на државата. Тука беа вклучени и нашите директори, на кои што беа образложени тие насоки, правила и процедури, алгоритми како се постапува и беа соопштени условите под кои што ќе се работи. Дополнително, веднаш потоа беше направен состанок и со нас градоначалниците. Искрено да ви кажам, не ми беше право, бидејќи првично се дискутира со директори, а потоа со градоначалници, но во вакви услови е прифатливо се. Целта е да се изнајде начин и механизам како овие генерации на ученици да се описменат во рамки на постоечките можности. Бидејќи факт е дека од минатата година имаме сериозен проблем во делот на онаа што значи функционално образование во државата. И ние сме алатка инструмент во тој механизам како локална самоуправа. Државата е таа која што ги пропишува нормите, врз база на надлежни комисии во државата, секако главниот збор го има Комисијата за здравство која што менаџира со ова цела кризна состојба во државата. А ние сме инструментите кои што ги извршуваме насоките. Зошто е ова задоцнета одлука? А одлуката не е задоцнета, бидејќи ние не носиме одлука,
туку првенствено се спроведува сите постапки во рамки на основни и средни училишта. Предходно одредени директори на одредени училишта дури и направија анкетирање на самите родители на децата, каде што добар дел или најголем дел од родителите сметаат дека децата треба да одат на школа со физичко присуство. Од друга страна не постои идеален механизам да ги заштитиме децата како најранлива категорија, бидејќи таму постојат посебни протоколи на однесување на движење и во школото, но и откако ќе излезете од школото. Значи, во празно го почитувате протоколот доколку сте во школото, кога ќе излезете од школото, како случајот сега, кога поминав на локацијата Дзиче, кај што се имаат соберено не само деца, туку и возрастни и други, во поголеми групи, тогаш протоколот ви е во празно да се почитува. Значи, она што е најбитно во оваа епидемија е држење на физичка дистанца, а таа физичка дистанца, за жал, не се почитува на секој отворен простор, да не зборуваме за затворен простор, кај што ризикот за пренесување на епидемијата е многу поголем. Да се вратам конкретно на одлуката. Училиштата ги дадоа своите барања до општината. Општината ги проследи тие барања до ресорното министерство, каде што од нас, согласно протоколот и правилниците кои што се на сила, се бара, значи, одлука за зауставување на барање од страна на оснивачот. Тоа значи дека јас како градоначалник не сум овластен да поднесам едно такво барање без оснивачот на училиштата, а тоа е општината, тоа е советот на општината, да донесе една ваква одлука и да ја формулира како барање до Министерството. Дали Министерството ќе даде дозвола за одржување на физичка настава на сите овие училишта кои што побарале да држат физичка настава во рамки на критериумите кои што ги пропишало Министерството. Сметам дека Министерството нема да даде согласност на сите, следејќи ги праксите во останатите општини, бидејќи во овој изминат временски период од 20 дена, додека школите ги подготвуваа барањата, Министерството пушти контролни механизми да ги провери условите во кои што, кај што се бара физичко присуство на деца, да се проверат условите во кои услови децата ќе учат. Дали бевме подготвени? Па морам да кажам дека најголем дел од училиштата до 1 септември не беа подготвени. Зошто? Па ние во државата се расправаме со X други проблеми, особено со изборниот процес, отколку летниот период да се занимаваме во рамките на техничката влада за подготовка на воспитно-образовниот процес во државата. Но тоа е што е. Децата треба да се обидеме да тргнат на училиште, тоест да им дадеме можност на учениците да се образуваат. Особено оние кои што тргнуваат во прво и во второ оделение, кај што е неопходно физичко присуство за описменување на дете почетник во образовниот процес. Знаете, коса и права линија не се учи да се напише онлайн. Тоа мора учителката да ви ја фати раката и да ви покаже лично како се пишува коса и права линија, за да ја стекнете она основна техника на пишување на знаците, тоест на буквите. И токму поради тоа насоките од Министерството беа да таму, каде особено во оние училишта, каде што има помал број на ученици во паралелки, каде што има просторни можности да се адаптираат училиштата за физичка настава, да се воведе и да се бара физичко присуство на учениците. Ако ме прашате лично дали јас сум за ваква одлука, јас посакувам физичко присуство на учениците во образовниот процес. Дали сме во можност да го исполниме тоа што сето е ставено на хартија? Тоа е по знак прашање.
Бидејќи ниту општината, ниту училиштата располагаат со толкави финансиски капацитети и технички можности за да воспостават комплетно образовен процес на територија на општината со физичко присуство. И затоа директорите, знаејќи ги овие препораки, излегоа со одреден број на училишта каде што тоа може да се воспостави. Јас им верувам на нашите директори и на менаџерските тимови на училиштата и сметам дека треба да се даде подршка на нивните обиди, бидејќи и тие многу им е полесно на самите менаџери на училиштата да кажат ворете, ајде ќе одиме со онлайн настава, и тогаш ниту еден менаџер нема никаква одговорност од евентуално јавување на позитивен случај во училиштата. Така е најдобро. Но на тој начин ние не даваме можност за реално описменување на нашите деца. И самите директори кои што поднеле вакво барање, покажале храброст, затоа што преземаат голем процент на ризик и одговорност на себе, се со единствена цел да се воспостави воспитно-образовниот процес на оние најмалите категории, најмалите дечиња кои што започнуваат со своето описменување. Ми се јавуваат родители, па градоначалник, дали ќе носат маски во текот на целиот ден, па како ќе ги едуцирате децата, ќе му падне маската на земја. Јас ја разбирам загриженост, но едноставно немам ниту како градоначалник, ниту јас, ниту пак директорите, било каква можност во делот на промените на протоколите. Тие се, значи, пропишани од централно ниво, ни се спуштаат нас на локално ниво, се запазуваат само формите на бирократските процедури и потоа се проследуваат понатаму, на конечниот збор го има ресорното министерство. Некои велат ќе пробаме, па ќе видиме како е. Со децата не се пробува и не се експериментира. И јас не сакам ни да помислам дека ова е нешто такво. Јас чисто ја гледам целата намера во конечната насока, а тоа е да не ја испуштиме оваа генерација на деца. Значи, ковид кризата е реалност и сакале или не да признаеме, многу пати реков, штом не ја спречиме во неизините први 15 до 30 дена, кога општина Куманово го даде својот максимум да направи нешто во делот на спречување на ширење на епидемијата на територија на нашата општина, а потоа и регионално, бидејќи помагавме и на други општини. Сега таа е реалност, присутна е овде помеѓу нас и ние сакале или не ќе мора да се научиме да живееме со неја. Некои луѓе ја сваќаат пресериозно, други ја сваќаат многу одговорно, но најголем дел од популацијата, не само во Македонија, гледано и регионално, не ја сваќаат сериозно оваа епидемија како резултат на лажните вести кои што се пласираат во јавност. И доаѓа до голема дилема на граѓаните дали тоа има ковид криза на овие простори или во светот или нема. Има ковид криза. Болницата во Куманово е преполна. Значи нема слободен кревет каде луѓе да се лекуваат. Но дојде до една релативизација. Они кои што поминале низ ковид кризата, како асимптоматски случај, си велат, дојде, ме фати и помина. Оние кои што поминале како симптоматски случаи, со сериозни проблеми во делот на лекувањето, тие ковид кризата ја сваќаат многу посериозно, бидејќи поминала низ нивниот грб. Тоа што ние како граѓани не сме свесни да учиме на туѓите грешки и пропусти, туку сакаме да учиме на своите, тоа е до нашиот генерален ментален склоп. И на крајот на краиштата, бидејќи со оваа ковид криза менаџира државата, тогаш во рете ќе ги почитуваме мерките и одлуките кои што ги носи самата држава на највисоко ниво. Нема да се вклучуваме и да давам анализи дали мерките се добри, позитивни или лоши, бидејќи ние се наоѓаме во таква ситуација во каква што сме. Да ја победиме корона кризата и ние, и регионот, и пошироко, па тогаш ќе правиме анализи кај сме направиле пропусти, а кај
сме можеле да дадеме многу повеќе отколку што имаме дадено до сега. Но како и да е, општината се погрижи да обезбеди во сите училишта допълнително конекција за онлайн настава и инсталирање на оптички кабли во најголем број од училиштата, сите централни училишта и дополнително голем број на подрачни училишта, освен на локации каде што не постои таква техничка можност, тоа се значи истурените рурални средини и така натаму. Дополнително направивме јавна набавка за обезбедување на средства за дезинфекција во самите училишта, дополнителни количини апарати за дезинфекција и така натаму. Даден е налог на самите менаџери на училиштата да обезбедат и топломери за мерење на температурата на телото на децата. Пропишани се процедурите од страна на ресорното министерство и дополнително се обидуваме да изнајдеме начин како да ги зајакнеме техничките капацитети на училиштата, каде што ќе се одвива онлайн настава со правење на набавки за обезбедување на компјутерска опрема. Иако добар дел од училиштата веќе поседуваат одредена компјутерска опрема, сепак сметаме дека тој капацитет треба да се зајакне затоа што платформите за кои што пред неполни 2 дена добивме информација дека се захтевни побаруваат други софтверски, тоест хардверски решенија во делот на расположивите ресурси. Но како и да е, ние сме должни да ја запазиме постапката. Дали самиот процес ќе отпочне како што е најавено или пак дополнително ќе се пролонгира, тоа не е одлука која што ја носи ниту градоначалникот, ниту советот, ниту пак локалната власт, а најмалку пак менаџерот на училиштето. Таа одлука ја носи ресорното министерство, тоест владата. И затоа сметам дека оваа одлука треба да се запази формата и да се подржи, за да ја испратиме до ресорното министерство и да го добиеме конечниот одговор од нив кои училишта ќе имаат физичка настава на територија на општина Куманово. Ние дополнително ќе продолжиме како општина при првата пренамена на средства, која што ќе дојде на следната седница на Советот, да обезбедиме дополнителни средства од заштедите во училиштата, за да обезбедиме дополнителна опрема. Ви благодарам. Благодарам. За збор се јави советникот Осама Муадини, повелете. Почитуван градоначалник, почитувана председателке, почитувани советници, почитуван дел од администрацијата, почитувани граѓани. Јас сакам да ја поздравам или да ги поздравам барањата на менаџментот на основните и средните училишта, особено за текот на образовниот процес во текот на годинава со физичко присуство, но има дилеми врз основа на што тие ги поднеле овие барања. Бидејќи ние сме родители и повеќето од основните училишта им е пратена една изјава која би го пополнене тие дали се согласуваат нивните деца да држат настава со физичко присуство или онлайн настава. И доколку ова е основа на барањето, тогаш дилемите и двоумењата се големи дали училиштата ги исполнуваат условите да одржуваат настава со физичко присуство. Сите знаеме дека основните училишта такви какви што се
особено средните училишта, од бројот на учениците, од критериумите или мерките кои се преземени и донесените протоколи од Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Институтот кој се занимава со пандемијата, мислам дека многу малку од училиштата ќе ги исполнуваат овие услови. И излезе оваа пандемија и се видовме. Сега гледаме во какви услови се училиштата низ целата земја и гледаме дека и во нормални услови присуството на повеќе од 20 ученици во една училница е тешко да се работи со таа голема бројка редовно, а не во време на пандемијата. Би било добро тука и очекував да бидат и директорите присутни да ни кажат во какви услови и врз основа на што ги поднеле овие барања и дали тие ги исполнуваат условите или не. Иако ова финално за ова решава Министерството за образование или владата. Јас мислам дека во општина Куманово не знам дали ќе почнат учениците да држаат настава со физичко присуство. Исто така, тоа што става за да се пожелува или посакува е тоа што општината треба да ги помогне училиштата да ја надминат ситуацијата. Знаеме дека блок дотациите кои се предвидени од владата за општините, тие се за нормални услови, а за услови во пандемијата не сме виделе некое движење од страна на владата да се доделат дополнителни дотации до општините за да им помогне на општините тие полесно да го надминат овој проблем и за подобро функционирање на училиштата. Барам од градоначалникот, значи да поднесе барање до владата, да ги има во предвид овие барања и да додели дополнителни блок дотации средства за образованието, која учебна година почнува со задоснувања и со големи пречки. Уште еднаш би сакал да го поздравам барањето и ќе гласам и би гласал за само за да можат учениците да ги исполнуваат своите потреби физичко, да бидат присутни во училиштата, а како ќе се развие образовниот процес, ќе има големи пречки и за менаџментот и за општините, за да не се прекршуваат протоколите, да не се прават пропусти во протоколите предвидени од Министерството за здравство за X училишта, за да го заштитиме здравјето на децата и да го заштитиме здравјето на сите граѓани. Благодарам. Благодарам. За збор првен се пријави советничката Сонја Тодоровска. Повелете. Благодарам почитувана председателке, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, медиуми, почитувани граѓани. Колеги, ние денеска имаме пред нас предлог одлука која што треба да, како основачи на сите основни и средни училишта во градот, треба да ја проследиме до Министерството. Тоа со својата комисија, составена од стручни луѓе, со членови од Комисија за заразни болести, ќе ги посетат или веќе дел од училиштата се посетени, за да определат дали ќе дадат согласност за моделот за кој што се определило училиштето да изведува настава. Во текот на летниот период, ние како училишта добивме 3 модели, предлози, предлог од Министерството, како можеме да изведуваме настава. Во рамките на училиштата направивме комисија која што ги разгледа тие модели, ги разгледа можностите што ги имаме како училишта, донесовме одлука на ниво на училиште, секој поединечно, за како вид настава се определуваме или ќе бидеме спремни дури од 1 септември.
Таа одлука ја проследивме до општината, општината таа одлука ја проследила до Министерството. Значи, денеска носиме само формална одлука како оснивачи до Министерството за моделите за кои што сме се определиле како училишта за изведување на настава. Во меѓувреме, сите училишта, како што рекоа и претходните дискутанти, направивме максимални напори да обезбедиме услови за изведување на наставата на начинот на кој што се определивме. Сите училишта на ниво на општина се подготвени за изведување и на онлайн настава и настава со физичко присуство. Меѓутоа, пак последниот збор ќе го чекаме и ќе го почитуваме зборот на стручните лица кои што треба да не посетат и да донесат одлука. Во однос на програмите, Бирото за развој на образование донесе скратени програми кои што се доставени до училиштата и ние како наставници ќе се водиме според тие програми, односно веќе ги изработуваме, веќе ни се изработени и ќе тргнеме со изведување на настава. Значи, нема потреба од политизација, ниту сме во состојба во која што ние треба овде да размислуваме како треба да се изведува наставата или да одлучуваме, се извинувам, да размислуваме, имаме право, меѓутоа не сме во состојба ниту компетентни да одлучуваме. Тоа ќе го направат стручните комисии и ние ќе бидеме подготвени. А во однос на онлайн наставата, во меѓувреме се промовираше, се изработа платформата. Ние како наставници имавме обука, добивме кодови, се најавивме. Платформата денеска ќе се проба со пилот училишта. Утре сите на ниво на Републиката, сите училишта имаме пробен час да видиме како ќе функционира. Значи, ништо не е оставено на случајност. Се работи во Министерството, се работи, ние како училишта работиме и го бираме најдобриот можен начин на изведување на настава, пред се водејќи сметка за здравието и на учениците и на вработените во училиштата. Така што ве повикувам да ја поддржите оваа одлука која што се сведува на една формалност или наша одговорност како оснивач на сите училишта, да ја проследиме до Министерството и да сме подготвени за почеток на новата учебна година. Ви благодарам. Благодарам. Ферис Дервиши. После Сашана. Благодарам, господи председателке. Поздрав до градоначалникот, поздрав до сите советници и поздравувам сите други присутни медиумите и сите тие кои ја следат оваа седница. Ние денеска дебатираме за едно многу важно прашање за една многу чувствителна категорија на луѓето, бидејќи нашите генерации врз основа на образованието и едукацијата ја изградуваат и својата иднина. Би сакал да кажам по почетокот дека градоначалникот спомна дека некој мисли дека не постои коронавирус, а некој го омаловажува тоа, но тие кои го доживувале малку поинаку мислат, а еден од тие кои го доживувавме, ја доживувавме формата на овој вирус сум и јас, и со потполна одговорност ви кажувам дека тоа постои не само кај нас, туку во целиот свет, и ние неопходно треба да се адаптираме и да изнаоѓаме форми како да живееме заедно со коронавирусот и понатамо. Што се однесува на развојот на наставата низ училиштата, дали тоа ќе биде онлайн или со физичко присуство,
Јас од овде ви кажувам дека ништо нема да го замени присуството на наставникот или професорот пред учениците. Ученикот не слуша многу, но перцептира и го зема тоа што го гледа. Формата како ќе се представи наставникот пред ученикот, неговата гардероба, културата, речникот не се заменува со ништо друго. И јас лично во низ целата литература во педагошки аспект не сум најдел нешто како би се развил наставата во присуството или во онлайн форми кои ги ни се представуваат денеска, бидејќи најстарите педагози кога ги предвиделе формите, методите и начинот на развојот на наставата, не ги предвиделе овие форми, бидејќи дека би можело да се појави некоја пандемија и во вонредни услови би се развива наставата. Ние кои доаѓаме од областа на образованието, јас доаѓам од областа на образованието, кратко можам да кажам дека не може да се замени со ништо друго физичкото присуство и представувањето на наставникот пред ученикот. Се поставува и друго прашање. Колку ние сме подготвени сега, доколку одиме со онлайн настава? Дали сите училишта се спремни наставата да се развива во онлайн форма или со физичко присуство? И да не должам повеќе, добро е да се отвараат овие теми, да се разговара за ова прашање, бидејќи во почетокот кажав дека станува збор за една категорија на луѓе кои се иднината на нашето општество. И ако една генерација го губиме во образовен едукативен аспект, е голема штета за општеството. И во почетокот кажав, и сега ќе повторам, јас лично би сум за тоа да се усвои ова барање, наставата да се развива со физичко присуство, а другите органи, комисии, владата ќе ги предвидува сите тие протоколи како би се развил наставата или како да се организира просторот и други работи. Дефинитивно мислам дека добро е да се поднесе ова барање, наставата да се држи со физичко присуство. Ви благодарам за вниманието. Благодарам. Саша Николич бараше збор, повелете. Поштовани градоначелниче, колеги саветници, представници медиума, уважени граѓани општине Куманово. Да би уништили еден народ или умањили негову снагу, најболje уништити негово образование или негово образование спаменити за степен или два. Тоа е написано од прилике на Универзитетот у Јоханесбургу, у Јужноафричкој републици, и сви ми кои сме образовани сме свесни да е тоа реченица која се сви требамо придржавати. Актуелном станju u obrazovanju u Republici Makedoniji najveću odgovornost nosi COVID situacija i ovaj virus koji svi doživljavamo. Ali nije nimalo mala odgovornost i staronove vlasti. Kada su se sve zemlje u regionu, Evropi, pripremale na koji će način odpočeti nastavnu godinu, u ovakvim situacijama u kojima se danas nalazimo, naša država i vlasti su se bavili nekom politikom, ko će koju funkciju i ko će koju vlast i ko će koje ministarstvo predvoditi. Držat ću se u okviru i apelu gradonačelnika da se politikom više ne bavim sa ove govornice, govorit ću samo činjenicama šta je potrebno za nas. U situaciji kada su učenici van školskih klupa više od 7 meseci, kada su veliki deo učenika, onih najmlađih, drugi, treći razred, već i zaboravili da pišu, a poneki od njih i da čitaju. Govorim kao profesor, govorim kao savjetnik, govorim kao roditelj. Moramo ozbiljno da razgovaramo, pošto nosimo odluku, pošto slušamo da se veliki broj opštinskih i srednjih škola u našoj opštini je za fizičko prisustvo nastavnika i učenika u školama, zato želim da kažem nekoliko ključnih momenata u obrazovanju. Mi koji smo u obrazovanju izuzetno dobro znamo zašto je veoma bitno prisustvo učenika
u klupama i nastavnika među njima. Zamislite učenike koji iz 5. razreda treba da krenu u 6. razred. Znači, iz odeljenske nastave odlaze u predmetnu nastavu. Dolaze, veliki broj njih dolaze iz ruralnih sredina u gradske sredine. Ne poznaju saučenike, ne poznaju profesore, ne poznaju direktore. Kakav će problem imati ti učenici? Onda za one učenike koji treba da krenu sada u 8. razred, sreću se sa nekim predmetima koji će im biti od izuzetnog značaja u toku čitavog njihovog obrazovanja, kao što je fizika, hemija, građansko obrazovanje i da ne nabrajam. A posebno problem učenika koji iz osnovnih škola trebaju da krenu u 1. razred srednje škole. Zato, poštovani, vidimo koliko je teško pokrenuti nastavu sa fizičkim prisustvom u našim osnovnim i srednjim školama. A svesni smo i znamo koliko je to bilo lako prekinuti. Zato ja ću da podržim inicijativu svih direktora škola koji su izrazili potrebu da učenici krenu sa fizičkim prisustvom u školama, našim osnovnim i srednjim školama. Iz jednog prostog razloga. Zato što direktori, profesori, a i sami roditelji koji su potpisali izjavu da su spremni da prihvate sve protokole koji nas su došli od nadležnih ministarstava, da će se time pridržavati i da nastave u ovim školama gde postoje uslovi, naglašavam, gde postoje uslovi za odvijanje fizičke nastave, da ta fizička nastava i krene. Apelujem na komisiju koja će odlučivati u toku ovih dana, da ozbiljno razgleda zahteve direktora osnovnih škola i same opštine Kumanovo i apelujem na nadležne opštine Kumanovo ukoliko imaju i malu mogućnost da utiču na odluku i želju nastavnika i roditelja da naši učenici krenu na nastavu. Već smo svedoci da kasnimo ceo mesec, a da se u regionu nastava odvija neprekinuto. Ne bih hteo više da dužim, sve u interesu vremena i da bi ova odluka što pre stigla do nadležnih komisija i ministarstava. Hvala. Благодарам. Драган Петров, процедурално повелете. Благодарам, председателке. Значи, кога зборуваше колегата Николич, приметив дека на уредите кои што ни се доставени немаше превод од неговата дискусија. Па би прашал зошто нема и ако веќе имаме превод, да имаме од сите јазици превод. Благодарам. Благодарам. Знаете дека се уште во вакви услови ние сме едни од ретките што воопшто имаме вакви просторни можности, така да за жал се уште не сме во состојба да обезбедиме превод од сите јазици. Во догледен период се надевам дека тоа ќе бидеме можност, би замолила за разбирање, бидејќи и просторните услови и можностите во оваа сала не дозволуваат превод на сите јазици. Збор бараше советникот Милјан Доновски, повелете. На српските видеофилми. Па искуте. Па искуте се. Благодарам, госпоѓо председател, почитуван господин градоначалник, почитувани колеги советници, медиуми, почитувана јавност. Сакам да го споделам недвосмислено ставот дека најдобро е учениците на ставата да одвиваат со физичко присуство. Тука нема дилема. Меѓутоа, ние имаме состојба која што се вика COVID криза и која што трае 6 и повеќе месеци. Централните власти се потрудија во овој период буквално за секоја можна ситуација, за секоја гранка и за секоја дејност во општественото живење и во бизнис секторот да донесат протоколи за работа и за одвивање на процесот на
во случајов едукација во училиштата, многу порано пред ние да дискутираме. Се јавив овде за дискусија да споделам неколку своји дилеми. Прво, Советот воопшто нема да донесе формална одлука. Советот е основач на овие училишта. Не е тоа бирократска процедура. Тоа е со закон утврдена постапка која што треба да биде испочитувана. Се поставува прашањето, зошто ние денеска, на 28. септември, расправаме за работа за која што требаше да расправаме пред 20 дена? Рокот кој што Министерството за образование и наука го достави до училиштата, за да се произнесат со барања за начинот на одвивање на настава, требаше да биде 10. септември. Ние во меѓувреме имавме седмица. Дури беше оставено дека можат општините, односно училиштата, по пошта да ги достават нивните барања. Значи, стоела обврската основачите на училиштата да ја донесат ова одлука. Тоа е од формално правниот аспект на постапување на Советот. Значи, сакам да го искажам својот револт за начинот на третирање на одлуките на Советот. Советот не носи бирократски формални одлуки. Советот е највисок представнички орган на општината, ги представува сите граѓани. Тие одлуки се закон за општината. Се објавуваат во службениот гласник. И тука да нема никаква дилема. А сега да се вратиме на она што е суштина на проблемот. Дали менаџерите, директорите на училиштата кои што ги предложиле овие барања за физичко присуство при одвивање на наставата, се свесни за тоа каква одговорност прифаќаат. Самиот градоначалник кажа дека едно е почитување на протоколот за време на наставата и во присуство во училиштето, а сосема друго се случува кога ќе излезете 5 метри надвор од капијата на училиштето. Ние, токму заради таа причина, бидејќи сме представници на граѓаните, имаме потреба и обврска постојано да го повторуваме тоа, дека треба да бидеме одговорни и треба да бидеме солидарни и треба да се однесуваме недискриминирачки во однос на оние кои што посветено се однесуваат кон оваа ковид криза. Па ние имаме, ако сакате да бидеме до крај искрени, пропишано и протокол за начинот на однесување на сите нас присутни во оваа сала. Па погледнете се, дали сите ги носиме соодветно, така како што е пропишано со протоколот заштитните средства во оваа сала. Зошто не бидеме до крај отворени и да зборуваме на таа тема така? Не можеме да ја префрламе одговорноста на некој и да изигрува постојано некој кој што некога ќе го казнува. Знаете, на почетокот на ковид кризата дури имаше и кампања како се става маска, како безбедно се одлага искористената маска. Дали ние не сме сведоци како се носи заштитната маска сега во продавница, во присуство на отворен или затворен простор, тамо каде што не може да се држи растојание. И да кажам, и тука ќе завршам, бидејќи мислам дека е јасно од ова што го искажувам, дека немам апсолутно мирна совест ако гласам за поддршка на овие барања, бидејќи свесен за состојбите во кои што се наоѓаат училиштата, свесен за степенот на општествена одговорност и потреба на луѓето да се само докажуваат со некои измислени тези за нешто што не постои. Морам да кажам дека не можам позитивно да гласам за ова барање. Благодарам. Благодарам. Реплика Максим Димитриевски. Повелете. Ви благодарам, бидејќи деловникот ми дозволува да се јавам во текот на расправата поголем број на пати. Сметам дека конструктивноста е една од најбитните работи во делот на нашето
делување и споделување на одговорноста и функциите кои што ги имаме. Па да правиме анализи на еден начин, да даваме своји мислења и видување и на крајот да се повикуваме на конструктивност. Секој може да гласа како сака по собствено убедување во овој совет. Значи, буквално по собствено убедување, бидејќи се работи за судбината на граѓаните. И многу пати ќе се случи дел од позицијата да гласа за некои поединци против или воздржано, или пак од опозицијата, како во случајот како што слушнав на господинот Николич, кај што јас исклучително го ценам тоа. Но за бирократијата да зборуваме, а да имаме искуство во работење на државниот апарат во оваа држава, кај што знаеме дека бирократијата ја угуши оваа држава наша. Ја угуши со години. И при тоа да се повикуваме дека не е бирократска одлука ова. Катастрофално. Одлуката е 1.000.000% најодговорно тврдам, најбирократска. Зошто? Па еден месец се обидуваме да воспоставиме систем. Систем во нешто што никој не знае како да се постави. Еден месец. Па ни доаѓаат мислења само луѓето вработени директно во образовниот процес и во локалната самоуправа, најдобро го знаат тој проблем, бидејќи континуирано се во ситуација пинг-понг. Ви доаѓаат насоки, пораки и укажувања. Значи, од една страна, од повисоко ниво, да се постапи така, така и така. Па вие враќате одговори дека треба да се, дека сте постапиле, па на крајот ви кажуваат не треба така, треба да оди на совет. Ова одлука првично, кога бевме на советување и јас и директорите, не беше неопходна. Првично ни беше укажано дека на оваа одлука, тоест на предлогот од училиштата, ќе дадат согласност градоначалниците, па ќе оди во Министерството, ќе се провери техничката можност на училиштата, па потоа конечниот збор ќе го има Советот. Според мене така и редот. Советот е највисокиот орган, основачот и така и би требало да биде. Во меѓувреме добивме од државата нападствија да постапиме на друг начин. Тука е бирократијата. Затоа сме ние во таква состојба кај што сме. Затоа што целиот овој процес, јас претходно реков, немам намера ништо да кријам, бидејќи на крајот одговорноста овде нема да дозволам да се сведе на тие кои што се предлагачи директорите, а најмалку на локалната самоуправа. Бидејќи во креирањето на политиката во делот на отпочнување на образовниот процес не учествуваше ниту локалната самоуправа, а најмалку менаџерите на основните и средните училишта. Туку, пак ќе кажам повторно, повисоките државни органи, кои што за жал низ бирократски процедури ги поставуваат правилата на игра. За среќа, лично сме засегнати, првенствено како родители. Голем број ја слушав дискусијата на советничката, која што доаѓа од образовниот процес, како педагози, луѓе кои што Николич, луѓе кои што работат директно во воспитно-образовниот процес. Ја гледаме суштината да не изгубиме уште една генерација на млади луѓе, бидејќи тешко е да се учи дете на 8 години да пишува. Да се обидеме и се прават надчовечки напори. Луѓето во образовниот процес, учителките, учителите, професорите, класните раководители во средните училишта, не се седнати повеќе од еден месец, при тоа размислувајќи како ќе отпочнат училишната година со ресурсите со кои што располагаме. Па многу посериозни држави од Македонија не се обиделе да направат физичко присуство. Има држави кои што се и послаби од нас и понеорганизирани, тргнале на физичко присуство. Едноставно не постои критериум
по кој што можете да кажете, еве, во Шведска одат сите. Во Бугарија тргнаа сите пола од училиштата ги затвори. Истото и за детските градинки. Значи, не постои нешто што ќе гарантира 100% сигурност. Но искрено револтиран сум. Јас реков, не сакам овде со децата да правиме политика. Има бирократија, дефинитивно, до максимум. Затоа ја носиме оваа одлука денеска. Затоа што самата бирократска процедура не доведе во ситуација денеска да ја разгледуваме одлуката. Инаку ќе имавте на маса уште пред 20 дена и повеќе. И на крајот, пак ќе ви кажам, ова одлука не гарантира дека ние ќе тргнеме со реализација на физичката настава во училиштата. Јас гарантирам дека за 2 дена ние ќе го дадеме својот максимум. При вчитување на платформата за следење на онлайн наставата, ние ќе имаме огромни проблеми во државата да се воспостави. Зошто? Па вчера добивме информација каква е платформата и какви електронски уреди треба да се набават. Не зборувам јас ни како позиција, ни како опозиција. Зборувам како градоначалник кој има обврска да го изменаџира овој процес за да децата, вашите и моите деца, нашите деца од Куманово, тргнат да се образуваат. И тука не можам да гледам строго наменски или строго партиски. Туку мора објективно да се соочиме со проблемот. А резултатот на таквата работа, јас го кажав, па ние бевме оптеретени и позицијата и опозицијата со избори. Значи не се дискутираше за ништо друго 3 месеци. Само тоа. Па јас сум шеф на општински изборен штаб за заштита и спасување, кој, да, општински кризен штаб, да, кој што нема добиено порака повеќе од 2,5 месеци од националниот координатор колку позитивни случаи во мојот град на дневна основа има детектирано. Повеќе од 2,5 месеци. Зошто е тоа така? Не само јас. Сите градоначалници во државата. Па бил Максим, сега дошол Миле, па утре ќе дојде Атина, ама системот не ни функционира, другари. Тоа е генералниот проблем. Нити пак некогаш сериозно функционирал. Фативме на времето од она пост-југословенскиот период, имаше систем, го растуриме. Сега треба да се обидеме да го изградиме тој систем. Тешко е, во криза, тешко се гради систем. И јас одговорно тврдам, оваа држава ја јаде бирократијата. Најголемите проблеми во општина Куманово доаѓаат поради бирократијата, непрофесионализмот на одредени поединци кои што создаваат лоша слика за целиот колектив, дека колективот не функционира. А тоа е се резултат на непотизам, партиски пристап на вработување, некомпетентност, давање на можност на некомпетентноста во однос на професионалноста и квалитетот. И тоа е тоа. Тоа го создадуваме сите треба да го лекуваме. Инаку, јас апелирам до вас, сите советници, поодлукава да се изјасните врз база на сопственото мислење и видување. Мислам дека и не е ни правена координација за оваа седница. Се со единствена цел, да имаме објективен пристап. Овде се работи за нашите деца. Овде не се работи за политика. И пак ќе ви кажам на крајот на краиштата, каква и одлука да донесеме, може да ни се спушти од ресорното министерство и да ни се каже, од овие училишта физичка настава ќе имаме само за 2. Јас ги разбирам и тие во министерство. И министерката, ова е нова материја, треба да се отпочне со нешто ново. Немало искуство до сега, ниту еден министар нема. Претходниот кој што беше наш сограѓанин, па 3 реченици не рече на оваа тема. Зошто? Па жешка тема. Не сака да ја отвара темата. Имаше можност, но не смееше. Бевме во епидемија и се уште сме во епидемија. Не сакаше да се изложи на ризик. Најлесно е децата да ни седат дома. Се поставува прашањето каква тоа настава имавме ние период март, април, мај, јуни. Каква онлайн настава има? Јас тргнувам од собствените деца. Па најголем дел од материјалот кој што беше предвиден за онлайн настава, децата не го совладаа и не поминаа низ него.
седат пред компјутер, за жал има и такви кои што немаат компјутер, и вежбаат, трчаат на трака додека ја следат наставата. Не се директно вклучени во наставниот процес. Дали постои механизм да се исконтролира тоа кога е онлайн наставата? Секако дека не постои. Што ќе излезе инспекторот за образование и ќе влезе во секој дом да провери дали детето учи? Па имате еден онлайн состанок, еве, да предпоставиме ситуација да треба председателот да држи онлайн седница со 33 советници. Па нема председателот на таблата, увид на секој од вас дали внимателно следите, дали внимателно слушате, некој го исклучил видеото, некој го вклучил гласот, тоа се техники за кои што треба долго искуство. Не се прават конференцијски врски така едноставно и на така едноставен начин. Треба претходно воспоставена долга пракса и високо ниво на дисциплина, што е многу тешко да ја направите, особено за деца кои што се трето, четврто оделение и така натаму. Значи, овде кога разговараме, нема простор да браниме никого. Овде мора да бидеме максимално искрени во нашите заложби. Дали веруваме во физичка настава? Да, веруваме затоа што мора да почне. Ке ни остане нацијата неписмена, децата ке ни останат неописменети. Како тоа ќе го спроведеме? Врз база на ресурсите со кои што располагаме. Се прави на повисоко ниво кост-бенефит анализа и се оди по насоките како што тие ги даваме. Доколку јас се прашував лично, како градоначалник, можеби ќе одев на друг концепт. Но тоа ќе го подготвувам неколку месеци предходно. Кај нас немаше простор за такво нешто. Знаете кога се изберени министерствата и знаете како ресорните министерства функционирана предходно во изборниот процес и во периодот на епидемијата и периодот на техничката влада. За жал, тоа е нашата чудесна земја. Благодарам. Благодарам. Реплика Милен Доновски, повелете. Се согласувам и прифаќам и еве јавно потврдувам дека ова никако не смее да биде политичка тема и тема на која што ќе се вкрстуваат разни политички и идеолошки концепти, бидејќи по суштина нема таква материја. Овде се работи за нашите деца. И тука пак повторувам, нема никаква дилема. Дали лично како човек, како поединец, сум за тоа да немаше криза ковид и наставата да си продолжи така како што се одвиваше? Да. Дали сакам таа настава да се одвива со физичко присуство? Да. Но ние како совет, како највисок представнички орган на општината, не сме бюрократи. И нашата одлука овде не може да биде ниту формална, ниту бюрократска. Таа по суштина на законот, на нештата, укажува на тоа дека како представници на граѓаните кои што се основачи на овие институции, треба да бидеме информирани за тоа. Еве да сега идеме во друга насока. Не дај Боже, отпочнува наставата со физичко присуство, во некое оделение ќе се детектира позитивен случај, наставата преминува на изведување на онлайн настава. Која е разликата сега? Во подготовките за изведување на онлайн настава ќе ни остане неписмено оделението? Па ајде да бидеме искрени. Ние 30 години зборуваме за реформи во образованието. Каде се нашите ученици на PISA тестирањата за писменост? На досегашните PISA тестирања? Дали се губи од социјалната компонента? Да. Дали децата треба да ни бидат социјализирани? Да. Но дали се социјализирани? Па некој има деца, некој има внуци и ги гледа како се однесуваат. Ако децата дневно поминуваат 2, 3, 5, 7 часа на социјални мрежи, каква е таа социјализација? Зашто зборуваме ние? Проблемот е многу поширок, многу подлабок, многу посуштествен од знаењето со кое што располагаме ние. Јас не сум компетентен, не се чувствувам, јас сум правник, не се чувствувам за компетентен, емотивно реагирам. Зборувам врз основа на емотивна представа за состојбите. Кажа еден колега, тој што е допрен
од проблемот со корона криза многу поинаку гледа на проблемите. Дали е природно човек да се плаши? Да, природно е. Треба ли да се крие стравот од тоа? Не треба да се крие. Дали имаме дискриминаторски однос према оние луѓе кои што сакаат совесно да се однесуваат кон состојбите во кои што се наоѓа наше општество? Да. Дали му се подсмеваме на некој кој што е дисциплиниран во носењето на заштитните средства? Да. Дали има такви случаи? Да. Дали некој може да гарантира дека јас со оваа заштитна маска штитам нешто? Не. Дали можеме да кажеме дека знаеме за ова ковид криза? Се, не. И сега, во една таква ситуација, кога не знаеме, еве да отвориме едно друго прашање кое што исто така не политичко. Имавме ние проект, компјутер за секое дете. И сега одеднаш немаме компјутери. Па кај се компјутерите? Што стана со тие компјутери? Јас сум возрастен човек. Имам компјутер кој што сум го набавил пред 15 години. И видите, на тој ист компјутер и ден денеска си работа. Функционира. Ќе се поквари, ќе го однесам, ќе го поправам, ќе платам некој денар таму колку што треба и тоа е тоа. Но, се поставува сега пак прашањето. Што правиме со ситуации, ако не дај Боже, отпочне наставата, убаво кажа колешката, тие како училишта биле подготвени уште на 1 септември. Не навлегувам во тоа кој, колку, што и како. Дојдовме во ситуација родителите да ги прашуваме. Дали сте вие за физичко присуство или за онлайн настава? Па нели основното и средно образование е задолжително? Па ако е задолжително, тогаш државата со сите своји инструменти, а и ние сме сегмент на државата како општина, треба да имаме одговори на тие прашања. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бе разбор? Александра Андоновска, повелете. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Се мислев дали да се јавам за збор или не, затоа што реално овде станува збор за предлог одлука за доставување на барање за согласност од владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основни и средни општински училишта во општина Куманово. Мислам дека многу се расплинавме затоа што нас не интересира сите оваа тема и како граѓани, и како родители, како советници. Од секој аспект интересна тема, меѓутоа станува збор за едно, така да кажам, формулно правна одлука за која што некој друг ќе одлучи што понатаму ќе се случува. Искрено, како родители, сите ние кои што имаме деца кои што нели се наоѓаат во основно и во средно образование, добивме одредени прашалници кои што требаше да ги потполниме, со кои што ќе се изјасниме дали станува збор за тоа дали децата ќе ги пратиме со физичко присуство или нормално ќе се одлучиме за онлайн настава. И сите имавме можност тоа да го потпишеме, најавиме на некој начин, односно да си има некоја генерална представа за тоа кој како сака да оди на училиште. Реално имавме пратено и соодветна план и програма како ќе се изведува наставата во услови на ковид и врз основа на тој план и програма кој што беше доставен, а изработен од Комисија за заразни болести и соодветно испратен до сите основни и средни училишта, беше дадено една представа, увид во тоа како би се одвивала настава со физичко присуство во случај нели на ковид како што е кризата. И сега не може да сватам дека некој ќе оспорува тука дали имаме, дали немаме услови, што би било кога би било. Едноставно треба да очекуваме да видиме што ќе се случува. Со COVID-19 никој воопшто не знаеме што и како ќе се случува. Реално станува за еден експеримент ин виво. Џабе зборуваме тука кога треба да излеземе на терен и да видиме каква е ситуацијата. Имаме комисија која што излегла на терен и која што ќе даде соодветни препораки дали или не треба едно училиште да има физичка или онлайн настава. И не можам да сватам дека ние тука сега ќе дебатираме кога одлуката треба да ја донесе комисијата, а во комисијата членуваат стручен тим експерти.
Не збораме еве за другите членови, ги кажа нели представничката од секторот за образование кои се членови. Јас само може да кажам дека потполно верувам на примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е раководител на одел за епидемиолози, главниот епидемиолог во Македонија, кој што треба да донесе одлука дали некој училиште исполнува или не услови за работа со физичко или онлайн присуство. Ако тој човек, ако таа жена значи донесе одлука, тоа значи дека стои позади тоа што донела таква одлука. И не можам сега да зборувам на тема што би било кога би било ако некое дете се појави, значи да е позитивно во одредено оделение, што после понатаму. Понатаму одлучува Комисија за заразни болести, понатаму одлучуваат стручни лица, дали некој ќе биде ставен во изолација или не, дали ќе се продолжи со онлайн настава или не и на кој начин. Значи не можам да кажам дека само обични претпоставки. Реално да збориме, дајте да донесеме одлука, да ја прифатиме ова предлог одлука, да доставиме барање за согласност, нели, па врз основа на тоа понатаму може да зборуваме. Допрва ќе имаме прилика да зборуваме. Почнаа, значи, школите да работат во регионите. Ако ние почнавме меѓу први, значи, во регионот да имаме онлайн настава, додека другите, например, нема онлайн настава, пробавме, видовме како тоа изгледа. Еве сега, значи, не дека треба да пробаме, едноставно, значи, така налага владата и соодветно на предлог одлуката која што ќе ја доставиме, ќе добиеме соодветно решение. Мислам дека тука нема ништо спорно. Ви благодарам. Благодарам. Збор бараше Сонјата Дораска, поверете. Благодарам, председателке. Јас уште еднаш сакам да се обратам и да ве повикам сите да ја поддржиме оваа одлука, да им веруваме на здравствените работници, да веруваме и да имаме апсолутна доверба во наставниот кадар. Ниту едно дете нема да остане неписмено. Верувајте ни. И во стручноста, и во одговорноста, и во човечноста. Затоа што сите ние, наставници, сме пред се луѓе, родители и наставници. Ке се вложиме максимално во секоја ситуација да се снајдеме и наставната програма да ја реализираме, како што тоа го направивме во изминатиот период. Нема потреба од сомневање ниту во нашата работа, ниту во работата на стручните комисии. Ова е нова ситуација за сите нас и ќе се прилагодуваме, ќе ги почитуваме протоколите. На прашањето на колегата, што ако во еден клас се појави дете позитивно на COVID? Има и таков протокол. Како се постапува со тоа дете? Како се постапува со класот? Со колегите што работеле во тој клас? Има протокол, ќе се реагира соодветно, ќе се постапи соодветно, ќе се помине на онлайн настава. Онлайн наставата, платформата, верувајте ми, на почеток нам наставниците ќе ни биде многу тешко, додека ја совладаме. Меѓутоа, таа нуди одлични можности, чии бенефити и можности ќе ги користиме и во понатамошниот период. Одлични можности за реализирање на современа настава. Сите се стремиме кон осовременување на образовниот процес. Оваа платформа нуди одлични можности. Ке треба време, меѓутоа ке има резултати. Благодарам. Да ја поддржиме одлуката, ве повикувам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Дивна Тодоровска, овластената раководителка, повеле. Почитувани, значи цел месец не станува дека само наставниците и учителите работат последните неколку дена. Цел месец се прават обиди и сите се подготвуваа за отпочнување на физичка настава. До 10 во месецот треба да бидат пратени документите до Скопје. Документите се пратени навремено. Никаде дефинитивно и децидно не е кажано дека мора да постои ваква одлука која ние денес ќе ја донесеме. Одлуката која ние денес ја донесуваме за да се отпочне со физичко присуство на учениците, ја донесуваме со една свесност и одговорност дека сите ќе се обидеме и ќе се потрудиме учениците да започнат да функционираат. Ве молам, Инспекција ДПИ веќе 2 недели е по училиштата.
санитарната инспекција веќе 2 недели е по училиштата. Сакате нешто да ми кажете? Продолжете ви, продолжете. А немојте Не да можам. молам. Не е смешно, значи не е смешно. Не водите Се прават не водите максимални дебата со обиди да се отпочне со физичко присуство и да ги активираме училиштата. Максимални обиди и од страна на општината, од страна на сите релевантни фактори. И да не ја донесете оваа одлука, ако така сметате, веројатно ќе направат одредена процедура и веројатно ќе ви се обратат за да ги изнесете своите согледувања зошто е тоа така. А за се има процедура пропишано и сите кои ги следат работите и ги читаат, знаете точно како оди процедура кога има и ковид позитивно дете и ковид позитивен наставник. Тоа е тоа. Би ве замолила да се изјасниме позитивно, да им дадеме шанса на учениците, на училиштата, до секој 10 во месецот, ако постои проблем, никој нема да дозволи одредено училиште да продолжи со работа, одреден клас да продолжи со работа, децата да бидат во толкав ризик, за да не реагираме никој. Има, значи, релевантни институции кои ќе преземат одговорности и ќе реагираат благовремено. Во пандемија сме, во време на криза. Не е едноставно за никој, најмалку едноставно за сите тие 1720 вработени во образованието. Тргнувајќи од наставниот кадар, па до административно-техничкиот. Најтешко и на родителите, ама родителите се изјаснија, потпишаа изјави под полна морална, материјална одговорност како родител. Повеќето од нив се изјаснија за физичко присуство на учениците. Значи и родителите, не само ние овде, сите подеднако сносиме одговорност. Потребно е да го пратиме ова барање, па има влада, па имат и тие своја комисија, па имат и тие своји инспекции, сите ќе излезат на терен. Ако нешто не функционира како што треба, ќе реагираат и ќе ги спречат негативните последици. Тоа е тоа. Нормално дека се очекува нов кластер да се појави. И во градинките, нормално и во училиштата. Сега отпочнуваме со тоа. Една Германија ги пушти учениците да одат на училиште. За 3 дена 10 града беа затворени. Училиштата во 10 града, значи никој не одеше со глава кроз зид да оди бесомушно, да дојде до ситуација каде нема назад. Благовремено ќе се реагира. Ако некои училишта остваруваат услови и може да се продолжи со физичко присуство, ќе се продолжи. Ако пандемијата заземе таков размер, нормално дека ќе се превенира на време и дека сето тоа ќе се спречи. Да нема подлабоки и пошироки последици. Седејќи дома, учениците исто така ништо не добиваат. Дајте им шанса и на родителите. Тие што се одлучиле за онлайн настава, нека следат, кои се во можност да следат онлайн настава. Подредени протоколи, национална програма, значи национален протокол е донесен за учење на далечина, останатите кои бараат физичко присуство, дозволете им на родителите и на учениците да се појават на училиштата. Исто така, оние пак ученици кои немаат можност ниту онлайн настава да пратат, затоа што немаат ниту електронски апарати, ниту пристап до интернет, наставниците, психолошко-педагошките служби ќе им доставуваат до дома одредени лекции и материјали преку кои ќе учат во папир форма. Тоа е тоа. Ако ги следите и читате протоколите, а има постојано измени, тоа се тие измени кои ви ги кажувам, кои се актуелни во моментот. За понатаму ќе видиме. Никој не може да биде доволно паметен, ниту смее, ниту може да предвидува што ќе се случи во иднина. Не може Светската здравствена организација. Тоа е тоа. Благодарам.
Реплика Антоновски повели. Благодарам, госпоѓо председателка. Имам чувство дека пак не сме разбрани. Не знам дали беше лапсус во дискусијата на представникот од сектор за образование, меѓутоа повторно беше употребена ваква формулација. Дозволете им на децата да идат на настава со физичко присуство. Значи, јас цело време зборувам за тоа дека одлуката која што ја носи овој совет ниту е формална, ниту е бирократска, ниту е несуштинска, туку е суштествена, значајна и носи определена тежина при гласањето. Тоа е една работа. Втора работа, за да нема дилеми, надлежните државни институции на централно ниво пропишале процедура во ситуација кога, не дај Боже, ќе се случи таква работа, како заменска форма на изведување на настава да постои моделот Националната платформа за изведување на настава. Тука нема дилема. Јас не зборував за тие прашања, зборував за она што значи совест, одговорност, пристап, поглед на сите нас како поединци во оваа средина во која што живееме. Па ние, точно е ова што го спомна на почетокот на дискусијата колегата Петковски, навистина немаме увид за тоа во каква состојба ни се училиштата. А сме основачи на училиштата. Јас гласно зборувам само од аспект на тоа дека Советот на општината не е формална институција или орган. Најважниот орган за носењето на одлуките, тоа го покажува и овој случај. И ако тука се носат најважните одлуки, овој орган треба да се бори за таа положба, за јавност, за гласност и за транспарентност во носењето на одлуките. Тука нема никаква дилема. Јас цело време зборувам дека централните власти со надчовечки напори, за разлика од сите земји во обкружувањето, донесоа протоколи за се и се што, па и за образованието. Па еве, истата таа централна власт во услови на избори на X работи кои што беа кажано, донесе и направија проект кој што се вика Национална платформа за онлайн следење на настава. Тоа е за поздравување и тоа треба да се почитува. Ние имаме алтернативен начин на изведување на настава. А какви ќе бидат резултатите и кои се резултатите досега? Ќе имаме извештаи од средните училишта на наредна седница и тогаш ќе зборуваме на таа тема. Благодарам. Благодарам. Зоран Петрушевски, претходно бараш. Реплика поверете. Ајде, Петковски. Исклучила се. Во дискусијата пред малку, раководителот или вршителот на должноста на раководител на секторот за образование го потврди она што цело време ја го дискутирав, па делумно и градоначалникот го потврди, а и повеќето од дискутантите. Значи, со самото она, дозволете им. Значи, ние сме тие што треба да одлучиме дали вака или онака. И ако гласаме против, ние нема да дозволиме да се одржи настава со физичко присуство, или ако гласаме за, ние ќе дозволиме. А ние немаме никакви аргументи за такво нешто. Немаме никакви податоци. Не знаеме зашто гласаме. И во рете, ќе гласаме. За, ќе го изгласаме. Значи, некој сака да си ја префрли одговорноста врз советниците. Советниците одлучија така и така. Добро, ќе одлучиме, ајде. Меѓутоа, има и многу други прашања на кои што тука никој не спомна и не побара одговорот. Едно од главните прашања е каква е состојбата со учебниците. Ја на минатата седница побарав извештај за такво нешто. Се уште ништо не добив. Дали сите ученици од
Училиштата во Куманово ќе добијат учебници за ова наставна година. И ако добијат, кога ќе ги добијат? Сите. Да, ама ние таква информација немаме. И ќе имали доволно учебници за сите ученици. Значи, некои такви сушествени прашања треба да ни се достават одговори. Да видиме како советници информирани за сето тоа што се случува во училиштата, па дури тогаш да барате од нас да гласаме за некои вакви сушествени прашања. А не ни давате никаква информација, барате да гласаме, не знам. Благодарам. Реплика. Повелете, Саша Николов. Захвалjujem, uvažena predsjednice. Samo da razjasnimo jednu stvar. Savjet opštine Kumanovo ne donosi odluku da li će i koje škole početi sa fizičkim prisustvom i fizičkim odvijanjem nastave. Savjet opštine Kumanovo samo prosleđuje ono što su zatražili direktori osnovnih i srednjih škola. Činjenica je sljedeća. I odgovornost je isključivo na nadležnim ministarstvima na republičkom nivou. Zato što niko od njih nije imao hrabrosti, snage ili da preuzme odgovornost i da donese izuzetno važnu odluku po izuzetnom važnom pitanju kao što je obrazovanje. I trebamo jasno reći i jasno uperiti prst kod koga je krivica. Pa su oni onda odgovornost spustili na lokalnu vlast i na direktore osnovnih i srednjih škola. I na kraju, svu odgovornost ili sva odgovornost je pala na roditeljima učenika naših osnovnih i srednjih škola. Svi mi koji radimo u obrazovanju, svi mi koji smo razredni starešine, imali smo obavezu da odražimo roditeljske sastanke. Tamo gde je bilo mogućnosti, sastanke smo održavali sa fizičkim prisustvom, tamo gde nije bilo, snalazili smo se ko i kako umeo. Ovo što sada imamo kao papir, što sam ja na samom početku sjednice tražio da čujemo koje su te osnovne i srednje škole koje traže fizičko prisustvo svojih učenika, je izraz i želja roditelja učenika. I to je jedina činjenica. Svi su se roditelji upoznali kako i koji su protokoli za fizičko odvijanje nastave. Sve više od ovoga je samo politika. Ja sam i u prethodnoj diskusiji sada govorim da mi imamo obavezu kao savet, a savet se po ko zna koji put dovodi u ovakvu situaciju. Da nekoga, kao što kažemo mi u Kumanu, da nekoga vadi. Da neko ko nije smeo i nije umeo da odradi svoj posao, da to uradi Savet opštine Kuman. I mislim da ne bi trebali da ulazimo dublje u diskusiju i u debatu i mislim da bi svako od nas trebao da glasa po svom sopstvenom ubeđenju i onome kako što on misli da je najbolje za učenike pre svega i za ostale građane naše opštine i nastavno obrazovan kadar koji je u našoj državi. Hvala. Благодарам. Зоран Петрушевски бараше збор. Повелете. Така, благодарам. Кога веќе се јавив, а мора да признам, предходните двојца дискутанти ја кажаа суштината на работата, и Драган Петковски, и Николи Саша. Само да кажам, моje мислење дека во однос на глобалното прашање, COVID, образование и така натаму, си имате, вие ваше мислење, моje, други, трети, меѓутоа не е тоа дискусија. Сега е одлука за доставување на барања. Значи, некој друг формирал барања. Тоа се школите, врз основна соработка со децата, родителите. Малку ми е криво што професорите не се прашани. И професорите, наставниците, исто така треба да имаат своја волја, бидејќи, но тие се ставени, како да кажам, како на шајка. Ако треба физичко, вие сте обавезни, ако не, не. Добро, така треба да биде, ние сме професионалци во ред ќе. Значи, овдека е работава многу едноставна, да ви кажам, дека ние само барање од школите
ги правиме како едно купче и ги испраќаме до министерствата, каде што, морам да признам, ретко се сложувам со градоначалникот, но сега се сложувам скоро 100%, кога го опиша хаосот во кој што се наоѓа нашата држава. Факт е дека се наоѓаме во една таква ситуација и она што сега нас највише не боли. Зошто со советот таков, градоначалникот кажа, пинг-понг. Цело време не го споменуваат, ајде школите, родителите, барања и така натаму, и сега наеднаш, ајде советот. Одговорот на тоа прашање кое јас го перцепирам, еви Сашо го кажа, имаат страв овие луѓето што се во државната, централна власт, од одредено комплицирање на состојбите и кога таа работа ќе се случи, а најверојатно овде онде ќе се случува, со прст да покажат, па еве, први родителите побараа, а еве сега и советот тука се вклучи, што вие тоа не сте спречиле. Значи, едноставно, го гледаме тоа нивно бегање од одговорноста, но што е тука е. Ние може да заседаваме 6 дена овдека и ништо нема да направиме. Еве, го кажувам мојот став, дека ако бараат од советот да им ги испратиме на купче тие барања од нашите школи, еве да им ги испратиме, па потоа ќе видиме што ќе се случува. Тоа ќе видиме, не е никаков експеримент, туку едноставно, стварно состојбата е таква, ќе видиме, велиме, има протоколи, вакви, онакви, здравие, добро има, ќе се бориме, ќе се снаоѓаме, но многу е потешко на така хаотична ситуација, па во една друга непозната ситуација се собраа заедно и се наоѓаме во таква ситуација. Значи, да заклучам, ајде да се сложиме, не ние да одлучиме дали ќе идат фички или не, туку да се сложиме барањата да бидат испратени до надлежни органи и тука да завршиме. Благодарам. Благодарам. Реплика до нас. Репликата се однесува на некаде во средина искажаното и финалето на говорот, на тоа дека постои некаков хаос на централно ниво. Сакам да потенцирам и да ги уверам сите граѓани да ја презентирам информацијата дека надлежните државни органи на централно ниво, Министерството за образование, Министерството за здравство, Државната комисија за заразни болести, како надлежни установи и институции, ги донесоа сите потребни протоколи со помош на Министерството за информатичко општество, користејќи го знаењето на нашите експертски кадри кои што се вработени на факултетите што се занимаваат со информатичка технологија, креирана е националната платформа за одвивање на настава. И тука нема хаос. За каков хаос зборуваме? За нешто што е завршено, финализирано и предадено на употреба. Дали ќе има проблеми? Да. Дали има проблеми во досегашниот начин на функционирање на IT технологијата? Има. Но, да се тврди дека постои хаос и како последица на тој хаос сега дека е спуштена ова одлука овде да се донесе во Совет е, според мене, небулозно и е неаргументирано тврдење кое што нема никаква формална основа за да може да биде подкрепено со аргументи. Целава моја дискусија во претходниот домен не се однесуваше на ниеден сегмент од ова прашање, туку на тоа како се третираат и носат одлуките во самиот Совет. За мене е многу важно, ние како представници на граѓаните на ова општина на која што се однесуваат овие мерки, да бидеме благовремено информирани, со валидни информации и да им помогнеме на училиштата. За мене е многу важно сега да знаеме, ако почне онлайн настава, колку деца во кој училиште нема да можат да имаат услови онлайн наставата да ја следат. Но гледайте, тие што се на централно ниво, и за тоа размислувале, па викаат, и за тие деца ќе има можност да се импровизирано. Да, точно е, но и ситуацијата бара импровизирани решенија. На националната телевизија во определени термини да се одвиваат наставни содржини кои што ќе овозможат колку толку да се задржи некоја ментална кондиција за учење на децата во дадените околности. Па ние сме жители на земја која што има искуство со многу кризи кои што поминале во изминатиот период. Ние сме некои деца на некои родители кои што 4 години морале да паузираат заради
историски околности, неможење на одвивање настава, па ништо не се случило. Да не гледаме толку песимистички, нема ништо да се изгуби ако помине една година. Што ќе се изгуби? Дека не се живи и здрави децата, нека растат во нормални здрави луѓе. Вистинскиот губиток е оној што го имаме ние во асоциализација на генерациите кои што доаѓаат и кои што не можат да воспостават нормална комуникација, но тоа е тема за некоја друга расправа. Благодарам. Благодарам. Дали имаше некој друг пријавен? Ако нема, јас би ги повикала и колегите останати да влезат и да се произнесеме. Во овој момент ја заклучувам расправата и предлог одлуката за оставување на барање за согласност од владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основните и средните општински училишта во општина Куманово во учебната 2020-2021 година, ја ставам на изјаснување. Ве молам со кревање на рака да се произнесеме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Констатирам, двајца се извинувам. Констатирам дека со 21 глас за, ниту еден против и двајца воздржани, ја усвоивме предлог одлуката за оставување на барање за согласност од владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основните и средните општински училишта во општина Куманово во учебна 2020-2021 година. Со ова го исцрпевме дневниот ред. Јас заклучувам 46-та седница на Советот на општина Куманово. Ви благодарам.